Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана јавност. Добро е да се задржиме на буџетот, на бројките, на аргументите. Добро е тоа што видовме дека претходната колешка додека зборуваше за ребалансот на буџетот, тонот беше благонадежен, помирувачки, затоа што аргументи нема, но кога се спомнуваат работи од минатото, тогаш е веднаш поинтересна дискусијата, бидејќи може да се гледа и овака и онака. Општо прифатена теза е тоа дека ако сакате да знаете дали една влада работи, не работи и што прави, тогаш треба да го отворите само буџетот на таа држава, бидејќи преку буџетот точно се гледа која е кондицијата на државата, економската кондиција, технолошката, индустријската, а се она друго е пиар. И јас морам да признавам дека на владата, а и на голем дел од вас, почитувани колеги од мнозинството, кога се работи за пиар, ви нема рамен, тука сте суверени, но добро е да се задржиме на буџетот и да разговараме со бројки. Факт е дека денес Република Македонија должи 7 милиарди и 186 милиони евра. Никогаш не сме должеле 7 милиарди 186 милиони евра, односно никогаш не сме биле близу 65% од GDP задолжени. Така ќе завршиме оваа фискална година и тоа е многу поважно од сите оние политиканства кои што се обидуваме да ги правиме во ова собрание, бидејќи од овие работи зависи иднината и на нашите семејства и на идните генерации. Ова е трет пат да имаме втор пат односно ребаланс, еднаш имавме буџет во овој пратенички состав и три пати ве прашувам и никој не ми одговарате. Ако во минатото со 48% задолженост бевме грчко сценарио, тука се правеа 300 работи во оваа сала Борис Трајковски, сега со 65% какво сценарио сме? Тогаш на 48% констатиравте дека и нема спас на Република Македонија, дека ќе завршиме со демонстрации, со бркања масовни од работа, дека ќе нема пензии за пензионерите, сега со плюс 2,5 милиарди долг, кажете ми какво сценарио сме. И веднаш пред да преминам на ставките, сакам да се разјасниме дека сите влади во Република Македонија од 92 година па наваму ја задолжиле државата нешто повеќе од 4 милиарди евра. Сите влади во 30 години 4 кома нешто милиарди евра, а владата на Зоран Заев за 3,5 години 2,4 милиарди евра, а при тоа немаме ниту еден капитален проект осмислен, ревидиран, тендериран и завршен од оваа влада. И тоа се бројки, тоа е аргумент и од тоа бегање нема. Главната работа за да се раздолжиме, бидејќи во буџетот има повеќе од 160 милиони евра само за камати плаќање на овој долг што го правеле сите. Толку немаме за капитални инвестиции. За да се раздолжиме треба да имаме нови работни места и нови гринфилд странски инвестиции. Според владата до денеска за еден квартал во оваа држава влегле нешто под 25 милиони евра. За еден квартал нешто под 25 милиони евра, што би значило нешто под 100 милиона евра годишно. Штувани колеги, во 2001 година, кога Македонија беше на рап на граѓанска војна, имавме 94 милиони евра странски инвестиции. Значи, странските инвеститори
обидувате дека во 2023 година ќе имаме 67,3% долг. Јам по најава имаме од страна на владата и сакам да се разбереме дека после 67,2% долг за година и пол-две од сега, која влада и да дојде, независно кој што ќе ветува на избори, јас сум од опозиција, ама сакам да видиме честни и искрени, овој долг за 10 до 15 години нема да може да почнеме да го враќаме назад, бидејќи во економијата не да работите како што вие ги замислувате, буцни прачка, пи вино. Цело време зборуваме тука дека многу сме се грижеле за стопанството, само ќе ве потсетам дека владата на Косово одвоила повеќе од својот GDP во помош на стопанството, него ли владата на Македонија. Со Бугарија и Србија веќе за жал не можеме да се споредуваме, ама Косово, што формално правно не е уште држава, не е членка на Обединетите нации, Косово повеќе се грижи за сопствената економија од оваа влада на Зоран Заев и тоа навистина е поразително за вас како пратеници од мнозинството кои што ја поддржувате владата, а тоа ќе го резимираме на крајот од моето обраќање. Иронијата да биде поголема кога, не сакам некого да ја навредам, ама кога еве претходниот дискутант кажуваше дека за 1% ќе имаме пораст на бројот на вработени. Зошто не ни кажете дека истите вие колеги дека пред 6 месеци ни зборувавте дека со буџетот на владата за 2021 година растот на вработени ќе биде 1,9%. Истите вие кои што сега велите дека со 1% зголемена вработеност во државата тоа е добро, ни викавте 6 месеци дека ќе биде оваа година 2%. Па да, малци имаме ли осет, барем да не го зборуваме тоа пред јавноста. Факт е дека самата влада во 2020 декември вика дека има 2% зголемување на вработеност во државата, за после 6 месеци да го преполови очекување кој што самата си го дала и да каже дека очекува само 1% раст. Она што го зборувам често пати, а тоа е буџетскиот дефицит. Односно тоа се средствата кои што планираме да ги добиеме поднос на разни давачки кон државата и оние кои што сакаме да ги потрошиме, а расте галопирачки за нови 184 милиони евра. И тогаш ве гледав и ви кажував дека премногу оптимистички ви е направен буџетот, дека ќе си влечеме негативни импликации од последниот квартал ради ребалансот кој што го правевте 2020 година и еве полека си признавате дека од 568 милиони планиран дефицит, оваа година владата планира 752 милиони, што е нови, речиси 200 милиони евра повеќе задолжувања во ова собрание, повеќе нови задолжувања, од кои што ќе не боли глава и нас и ните генерации. И пак ќе ви кажам сега нешто друго. Овие 200 милиона ќе бидат 200 милиони ако трне малце економијата. А ако, не дај Боже, имаме нов сој, нови рестрикции, тогаш само Господ може да ни биде помош, бидејќи граѓаните во оваа држава немаат власт која што може да им помогне и која што ќе биде одговорна и која што ќе направи буџет на реални и здрави